Како е возможно во оваа држава владата на Република Македонија, Министерството, Агенцијата за управување со одземен имот, повторно да организира плячка, погледнете го списокот, на повеќе од 1300 поранешни вработени, кои што по основ на неплатени плати и придонеси се вистинските акционери на Славија. Меѓутоа, ден денеска не можат да си ја најдат правдата, затоа што судовите во спрега со првите луѓе во власта сакаат сами да управуваат со имотот во Славија. Го поставив прашањето и поставив некои многу конкретни дилеми, а тоа е колкав и кој е имотот со кој денеска управува агенцијата. Кој е имотот? Не добив одговор. Не добив одговор и на уште поедноставно прашање, а тоа е кој е именуван за управител во агенцијата. Информациите кои што веќе ни се достапни, но за кои не сакав да шпекулирам, сакав да знам, се дека ВМРО-вскиот кадар, кој е директор на Центарот за социјални работи во Неготино, во исто време вештак во Бирото за вештачење, е и управител на Славија. Не добив одговор, знаете зошто? Затоа што изгледа тие информации се вистински. И заради тоа што ВМРО, ДПМН и власта тоа сакаат да го сокрие. Погледнете само какви све локации и какви се имоти ги користи се уште агенцијата, ги изнајмува, гледам на Тинекс, на Тедико, интересно би било да чуеме за колку пари ги изнајмува. Меѓутоа, господа од власта, криминал е кога овој имот ќе им го земете на луѓето кои што со години работеле во Славија. Нечовечно е тие луѓе да ги оставите на 40 степени да ве чекаат безуспешно. Јас се обидов да добијам одговор. Не успеав. Меѓутоа тоа што не го давате одговорот, јасно станува дека сте соучесници во овој криминал по втор пат. Дали имате дополнително претензија? Немам, затоа што на претходните не добив никаков.